Значи се изградија голема инсталирана мощност во фотоволтаици последните години, како што спомнавте, меѓутоа тоа јас би рекол можда и тоа не е ради многу причини. Значи една европскиот тренд на Европската заедница, зелена енергија, достигнување, не знам, оние таргети што се. Друго е после пандемијата енергетската криза не се случи, економската криза, некои видоа тука начин да заработат пари. Значи фотоволтаици да направат заради бизнес, домаќинствата за своји потреби. Трета категорија се овие малите сервисни услуги, стопански субјекти кои направија да си ги намалат трошоците за производство, за потрошувачка на електрична енергија. Значи секој од различни причини направи фотоволтаици и ете изникна таа бројка што имаме денеска. Значи, има многу причини, не дека и ние ги следиме тие европски трендови да станеме зелена земја. Сега дали можеме ние и до кога можеме ова да го издржиме? Сепак, значи, имаме од една страна обновливи извори кои некако они диктираат кога ќе работат и како ќе работат, значи зависно кога имаме ветер и сонце, од друга страна се термоцентралите и хидроцентралите кои што ние ги возиме според потребите. Значи, малку концепцијата на електроенергетскиот систем се смени последниве, ајде да не кажам, десетина години. Значи, термоелектраните, хидроелектраните сега се во функција на обновливите извори. Значи, они треба да надополнат кога нема или да исклучат кога имаме повеќе. Значи, некако се смени она улогата на, да кажам, на класичната улога на термоцентралите и хидроцентралите. Ние до кога можеме, јас вака кажувам, ние би можеле да издржиме со она снага што имаме хидроцентрали. Ние имаме 650 мегавати хидроцентрали, ако сите тие ги ставиме во функција на обновливите извори, некако можеме да го балансираме системот, ајде да кажам под наводници. Меѓутоа, еве, испаднаа поголем број, 1000 мегавати и повеќе. До кога ќе издржиме, кога конзумот за Великден ни е 400-500 мегавати? А ние луткаме 800 мегавати. А можно ли да ни се случи нов Великден, да речеме, такво нешто? Па може да се случи. Значи, електричната енергија, освен тоа што е најблагородна, да речеме, кориснички тип на енергија, може да се користи секаде, за се што, дури има и уреди електронски, електрични, што освен на електрична енергија не работат на било каква. Меѓутоа има една мана, под наводници, недостаток, што мораш да ја произведеш тогаш и толку колку што бараат потрошувачите. Ако јас вклучам сега бойлер од 2 киловати, некој негде треба да ми произведе 2 киловати. Во Маврово, Битола и сето тоа, сега нема да навлегувам на технички аспект. Значи, еден недостаток е што мора да се произведе тогаш онлайн, да наречеме енергија. Дали ќе складираме, како ќе се снајдеме, тоа е друго техничко прашање. Значи, нас ќе не требаат капацитети што ќе можеме да ја складираме или да некако ублажат оваа динамичка природа на обновливите извори на енергија. А тука се, да не кажам, хидроелектраните, реверзибилните, јас пак ќе се навратам на горшливо прашање, Чепрен. Значи, али тие капацитети се градат 10 години, без разлика кој ќе ги гради и како. Да, ќе се навратиме и на Чепрен. Ние за 10 години не знам до кај ќе стигнеме со системот. Вардарска долина. Значи, хидроелектраните се они, затоа би рекол дека ние можеме да го регулираме системот до онаа бројка кај што имаме хидроелектрани. Гасни, можда гасните се едно решение, меѓутоа и гасните се градат 3 години. Да нарачам сега гасна когенеративна постројка и тоа е исто и тука мањкаме со, мислам, во Македонија треба, ради многу причини, Битола, термоенергија, значи гасните исто. Значи, малку да поведеме малку внимание на овие другиве кои треба да ги помогнат обновливите извори.